една од понаселените општини во градот Скопје. Брои преку 60.000 жители. 99% од граѓаните во оваа општина се со православна христијанска вера. Тие ги почитуваат и по традиција си ги спроведуваат нивните обичаи и го обогатуваат секогаш одново нивното духовно постоење и обстојба. Меѓутоа, граѓаните на општина Карпош се единствена општина, единствено во градот Скопје, каде што нема црква. Пред 2 месеци, кога како кандидат за градоначалник, почнав да имам средби и разговори со граѓаните, тие го истакна нивното барање, нивната потреба како проблем изградба на православна црква во општина Карпош. Тогаш јас им ветив на граѓаните дека ќе изградиме убав православен храм, голем, во центарот на општината некаде, по определба тамо каде што со граѓаните ќе се договориме. Јас таа верба моја и тоа е моје ветување го преточив во програмата, каде што стои дека изградба на православен храм во општина Карпош ќе се изврши 2013-2014 година со пари кои што ќе бидат обезбедени од доброволни прилози. Јас ветив на граѓаните и останувам при тоа, дека јас ќе го водам одборот кој што ќе ги собира доброволните прилози и ќе бидам прва која што ќе дадам доброволен прилог. Воедно на нивно барање им ветив дека по населбите како што се Козле, Тафталиџе, Влае, ќе изградиме помали православни храмови, пак со донации од нас граѓаните во периодот кога 2013-2014 ќе започнеме и ќе ја доградиме православната голема црква во центарот на општината Карпош. Кога тоа го чу сегашниот актуелен градоначалник Стефче Јакимовски, веднаш дојде на ова место и ги огради со тенеке овај предел позади нас кој што се наоѓа, каде што во 2005 година е удрен камен темелник за изградба на црква, каде што и тој присуствувал. Меѓутоа, од 2005 година до сега тој воопште нема навратено на овај терен во Влае 2. Јас со моите изјави и со мојата програма го подсетив да дојде и да го огради теренот со тенекиња и внатре има булдожери, ќе видите, нешто вртат низ калта. Значи, ако од 2005 година до денеска тој не изгради црква, а присуствуваше кога се удираше камен темелникот за православен храм, денеска пред самите избори, на самите избори, тоа што тој одново со тенекињата и оградата ветува на некој начин дека ќе биде православна црква изградена, а не кажува ни кога ни како, тоа е само нова измама на актуелниот градоначалник. Јас, актуелниот градоначалник, господинот Стефче Јакимовски, го повикувам да излезе на локалните избори да се кандидира за градоначалник на општина Карпош за периодот 2013-2017 година. Да промовира програма пред граѓаните за идниот развој на Карпош, 4-годишен во економски и сеопшт подем, како што јас го сторив тоа со мојата програма. Претходно да даде отчет бар за својот последен мандат како градоначалник и да одговори на неколку отворени прашања од граѓаните, а меѓу другото е и прашањето за кое што денеска давам изјава. Зошто општина Карпош во неговиот повторени долг мандат не изгради црква православен храм, иако тоа граѓаните го бараат? Кога ќе обзнани својата програма, ќе ја промовира својата програма, тогаш ќе може ние да ги спротиставиме нашите програми за економско и сеопшто развивање на општината во наредните 4 години со цел граѓаните отворено, јавно да не изслушаат и нашите спротиставени програми да ги разберат, за да може да се определат кој ќе биде градоначалник идните 4 години на општина Карпош. Благодарам.